Мои соговорници подсетување се Никола Србов, политички аналитичар, и Ненад Мирчевски, главен и одговорен уредник на Република. Мирчевски, ајде со вас ќе почнеме. 53-ти ден граѓаните на улиците, гледаме што се случува и внатре во собранието. Пратениците од ВМРО ДПМН бараат секојдневно од нивните колеги да одговорат што договориле Заев и Ахмети, бараат да кажат јасно дека ја отфрлаат тиранската платформа, идентично барање и граѓаните. До кога граѓаните ќе протестираат на улиците и ќе ја постигнат ли нивната крајна цел да ќе се отфрли ли тиранската платформа? Па очигледно 53 дена не се доволни да се премисли Зоран Заев и да ја отфрли тиранската платформа. Дали ќе го направи тоа и кога ќе го направи тоа, не знам, но знам дека народот нема да се откаже, ќе биде упорен и ќе оди до крај. До крај значи дека ќе ја брани државата по секоја цена, односно ќе обстои на барањето да се повлече од тиранската платформа Зоран Заев. Како ќе се одвиваат работите понатака, навистина не можам да предпоставам. Искрено се надевам дека нема да подлегне на повиците кои деновиве ги слушаме од одредени проопозицијски интелектуалци, аналитичари, кои го повикуваат надвор од оние уставни процедури да формира влада. Тоа би било катастрофа. Државата би била вовлечена во еден сериозен конфликт. Единствен излез, според мене, е Заев да одлучи дали ќе се соочи со народот на избори или на улица. Трето решение нема. Србов, вашите очекувања? Убаво го начина не на тоа со експертиве проопозицијски што повикуваат. Доколку се случи такво нешто, се погласно го повикуваат и го наговараат, така да се изразам, Заев да свика седница во паркот Жена Борец или во Александар Палас или на некое друго место. И тоа да биде надвор од собраниските процедури. Надвор од собраниските процедури и на тој начин да се конституира владино мнозинство. Значи не само што се крши уставот на тој начин, туку се создава еден парапарламент. Паралелна институција ќе добиеме на највисоката институција, тоа е парламентот на Република Македонија. Кога добиваме паралелна институција на највисоката институција, ние добиваме парадржава. Или како што кажуваше Фрчковски уште пред една година, тој зборуваше за две Македонии, една нивна, една наша Македонија. Тоа е веќе де факто федерализација. Имаме два парламенти. И сега во тој едниот нивник кој си го замислиле ќе бидат албанските партии, вклучително и Социјалдемократскиот сојуз, која веќе не се препознава како македонска партија, бидејќи нели така ни беа нас поделени партиите, и во другиот парламент, условно да кажем, била ВМРО ДПМН, македонскава партија. Тоа е веќе поделба на државата. Имаме две институции. И да се, значи, Заев сега и да се откаже од платформата. Нека не мисли никој во јавноста дека кризата ќе помине вака во Република Македонија. Ние имаме и друг проблем, што партијата која победи на изборите... Па ако се откаже од платформата, тогаш нема ни да се формира влада, бидејќи позициите на албанските... Гледате што е поентата. Ние сите го заборавивме моментот дека ВМРО ДПМН е победник на изборите. И се зафативме со платформата. И токму поради тоа што ВМРО ДПМН за доброто на државата понуди да ги даде своите пратеници со цел Заев да формира влада, само да се откаже од платформата. Но сите заборавиме дека во Македонија не му се пружа шанса на победникот да направи влада. Бидејќи беше уценет од еден постизборен документ. Платформата првенствено е измама. Бидејќи има и гласачи на Социјалдемократскиот сојуз, тоа веќе го имаме изборувано, кои гласале за каква таква програма на Заев за 30.000 денари плата или не знам неплаќање на радиодифузна такса, а постизбори им се вади друга програма, тоа е тиранската платформа која предвидува целосно обезличување на нивната држава. И тие луѓе се противат на таа платформа, не гласале за таа платформа. Од друга страна, истиот тој документ представува уцена за создавање на една влада. Било тоа со ВМРО ДПМН или со СДСМ. ВМРО ДПМН веднаш отфрли платформата, Социјалдемократскиот сојуз начело со Заев решија да ја прифатат платформата со дверата. Се прифатила таа платформа и го преточија во така наречена програма на новата влада, за која тврдат дека нема ништо од платформата, но можеме да видиме многу сегменти, речиси целата како е вплеткана во тие точки од таа така наречена програма
на новата влада. И токму ради тоа гледаме ние секој ден по 100.000 народ на улица, кој повикува Заев да ја отврли платформата, но и повикува да се оди на предвремени парламентарни избори. Ваква криза во една држава, толку длабока криза како што имаме во Република Македонија, ваква криза сме немали историски, да не се навраќаме ли од создавањето на Македонија како држава одасном, ваква толку длабока криза ние не сме имале. Ваква криза се решава едноставно на избори. Или како што кажа Ненад, на улица или на избори. На улица никој не посакува, бидејќи улица и народот го асоцира на насилство, никој не сака насилство. Затоа ваква криза се решава на избори. Да се искочи на избори, Заев, бидејќи гледа позитивно на платформата, ја припаќа платформата, да ја стави во предизборната програма. ВМРО ДПМН, претпоставувам, ќе си остават манифестот, документ кој нуди држава за сите граѓани на Македонија и унитарна држава во која сите ќе бидеме еднакви и народот, граѓаните на Република Македонија ќе си гласаат дали сакаат унитарна држава или сакаат федерална држава. Како ќе одлучат тие на изборите, тоа право веќе никој не може да им го одземе и таа влада никој ќе не може да спречи да се формира. Не се сомневам дека Заев не е спремен да го направи тоа, да излезе на улица и насилно да формира влада надвор од собраниските процедури. Меѓутоа, мислам дека лидерите на албанските партии два пати ќе размислат дали ќе се одлучат на таков чекор, бидејќи таков преседан може да повлече понатака повторување на овој преседан и во соседните земји. Например, опозицијата во Албанија може да го следи тој чекор, па по јунските избори, каде што веќе најавија дека ќе ги бойкотираат, може да преминат на истото сценарио и да направат истата ситуација. Уште полошо би било кога србите на Косово би посегнале по такво сценарио, така да тоа би било хаос на Балканот многу несериозно и многу опасно. Значи не е опасно само Македонија, туку и целиот Балкан. Така да мислам дека тоа воопшто не е во интерес на албанците да се запали регионот. За Заев, пак повторно ќе кажам, од него очекувам се, бидејќи тој нема што да изгуби, тој е подготвен да иде до крај и да ги повлече сите со него. Верувам дека ќе направи да ги повлече сите со него, затоа што нема што да изгуби веќе. Едноставно должи. Но доколку се случи тоа сценарио, сепак надвор од институциите и надвор од сите процедури да се формира влада, да се избере председател на собрание, со оглед на тоа што ги имаме и граѓаните на улица, може ли ситуацијата да ескалира и до кое ниво би ескалирала? Секако може, ако институциите не реагираат како што треба да реагираат. Формирање институции надвор од собраниските процедури е противуставно и тука треба да реагираат институциите на државата. Ако тие не можат да одговорат соодветно на нивната должност, тогаш има народ кој што ќе ги превземе работите во свој раце и ќе ја реши работата. Не знам некој ако се надева дека поинаку ќе помине работата, се лаже. Затоа што народот сигурно нема да се замине дома и да рече ворете сега бидна што бидна и ајде да се помириме со ситуацијата. Таква игра нека не сметат на таква игра. Мирчевски и Србов останувате во студиото. Ние ги гледаме настаните кои го одбележаат денешниот ден, па продолжуваме со информациите и со коментар за темата тужбата до УСАИД и Америчката амбасада. Останете тука. Тужбата против Стејт Департментот и УСАИД, вие сте дел од иницијативата Стоп операција Сорос. Денеска велите дека после неколку месечната работа, вашата неколку месечна работа вроди со плод. Која е целта? То каде ќе терате? Работите почнаа да се придвижуваат според вас и што очекувате од оваа тужба? Па мораме да признаеме дека е задоволство да чуеме дека од некој од Соединетите Американски држави се заинтересирал да покрене ваква тужба против USAID и против Американската амбасада во Скопје во сферата на финансирањето на Соросовата фондација и начинот на трошење на парите на американските даночни обврзници.
не поради друго, туку поради тоа што тоа дава тежина на нашата работа, на тоа што ние го работевме изминатите месеци. Сепак Judicial Watch не е било која организација, таа е една сериозна невладена организација која што е watchdog на американската администрација и долги години наназад работи на слични вакви случаи, сериозни случаи, каде што има прикривање на одредени, да кажам, податоци кои се од интерес на граѓаните. Тоа што нас исто така не прави да бидеме задоволни од целата ситуација е што очекуваме во иднина да се расветли целата приказна што се случуваше во Македонија на тој начин што оваа институција конечно ќе ги добие сите потребни информации кои што веќе ги побарала од Американската амбасада во Скопје и од USAID, меѓутоа од засега непознати причини не најшла на позитивен одговор. Така да се надеваме дека судот во Вашингтон ќе има возможи пристап до тие информации и целата јавност ќе дозна целата вистина за тоа што се случуваше во Македонија. Србов, твојот став спомена Мирчевски дека ова е прилично моќна организација која работела на вакви случаи. Така, јас бидејќи ниту јас ниту не сме правници, не толку добро бевме запознаени кои се Judicial Watch. Од тоа што се распрашувавме, буквално ни кажа дека се булдужер правници, елитата собрана од Соединените Американски држави во една организација кои се занимаваат претежно со големи случаи од типот на злоупотреба на државни пари, злоупотреба на државна позиција и влегуваат, така да се изразам, со нога низ врата во овие случаи, многу силно и ги решаваат во најголем процент. Воделе спорови со Стейт департментот, со Белата куќа, со Хилари Клинтон, воделе спорови во Израел, каде имаше ист ваков случај како во Македонија. Водеа спорови сега и со убиството на Бин Ладен, во тоа не сум толку упатен. Останува збор за една сериозна организација која има огромна моќ да ги добие, така да се изразиме, своите случаи. Ние уште на првата пресконференција кажавме дека нашата примарна цел е да информираме македонската и меѓународната јавност за тоа што се случува во Република Македонија со фондацијата Отворено општество на Џорџ Сорос и пред се како пари на USAID, кои се пари на даночните обврзници на Соединетите Американски држави, се злоупотребуваат, значи тој дел што е за невладени организации, не за сите пари на USAID, туку тој дел што е за невладени организации се злоупотребува влевајќи ги истите во организациите кои се под капата на Џорџ Сорос во Република Македонија и директно во фондацијата Отворено општество Македонија. Сметаме дека нашите истражувања кои ги правевме, нашите апели кои ги пуштавме и во јавност и по одредени политичари на Запад во Соединените Американски држави и материјалите кои ги испративме во Вашингтон, сметаме дека вродија со плод. Ова е крајниот продукт да се покрене, прво се покрене истрага, таа истрага за жал ја игнорира повиканите, соодветно на тоа добиваат тужба и до тука завршува нашата работа. Понатака се кажуваат судовите, ние ниту еднаш до сега не сме кажале дека некој е виновен или не е виновен. Тоа не е наша работа. Ние повикуваме, укажуваме на неправилностите кои ги среќаваме во Република Македонија. Но ја следите ситуацијата и понатаму. Понатаму сигурно дека ќе следиме ситуацијата, но нашата примарна цел, кажав, која беше уште на првата пресконференција и тоа останува. Така, тука правиме пауза со разговорот, секако продолжуваме подоцна. Сега режија доколку сме подготвени да се вклучиме во останатите места низ Македонија, каде што вечерва се протестира за унитарна Македонија. Од Кичево ни се јавува Бранислав Стојановски. Одиме во Кичево. Бране, добро вечер за тебе. Ми јавуваат колегите од режија дека имаш и соговорник. Почна ли маршот во Кичево и со кој ќе разговараш вечерва? Така е, Бојана, добро вечер и од Кичево. По 53-ти пат, еве и кичевчани се приклучуваат кон протестните маршеви во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија.
Може да се забележат кичевчани масовно сите овие вечери и тоа од различни возрасти, луѓе кои што си ја сакаат својата татковина и кои што секојдневно упатуваат пораки за зачувување на нејзината унитарност и самостојност. Мој вечерашен соговорник во вестите на телевизија Нова е господинот Марин Војневски, еден од, можам да речам, редовните поддржувачи на оваа граѓанска иницијатива. Господине Војневски, добро вечер и вашите пораки секојдневно ги кажувате и од овде од Кичево. Секако дека ние секојдневно ги кажуваме пораките за заедничка Македонија и нема остапки во смисла на тоа, а зборот ми е и апел давам помасовно да излезат кичевчани, да не се плашат од нешто, дека ќе имат некои, како да речам, посебни, така речено, педагошки мерки, се викат. Јас сум пензионер, мене никој не ме присилува, секако ја осудувам тиранската платформа, а на предавникот или предавниците им порачува нека се откажат. Нека се откажат за заедничка Македонија. Секако стоиме на ставот ние кичевчаните вака, пошто живееме во така речено заедница или сограѓани ни се и албанци, и турци, и роми и од други етникуми, никаков досега проблем немало и нема ни да има, али секако им порачуваме на останатите кичевчани да дојдат помасовно, а на предавниците им кажуваме слободно нека си се откажат од таа тиранска платформа. Таа штета им прави ними. Благодарам што бевте мој соговорник. Бојана, значи, за околу 10 на 15 минути овде се очекува пред присутните да се обрати представник од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и веднаш потоа кичевчани да продолжат со протестниот марш низ кичевските улици, каде што и овој пат ќе ги кажат своите ставови дека се за унитарна Македонија и дека не поддржуваат напишани правила или платформи кои што се против унитарноста на Република Македонија. Пране ти благодарам за ова вклучување. Очекуваме вклучување и од Битола. Во меѓувреме продолжувам со разговорот со моите соговорници. Би се навратила повторно на тужбата од Judicial Watch на стоп операција Сорос. Очигледно е дека Бели не се води на политика на администрацијата на Трамп. Може ли сега после оваа тужба да очекуваме некакво раздвижување? Искрено не очекуваме раздвижување во таа насока, со оглед на фактот дека старата администрација на Обама, која што се уште не е разрешена од позициите каде што се наоѓа, продолжува да работи според инструкциите што ги имала од претходната власт, во насока да врши обструкција на актуелната администрација на Трамп. И тоа го забележува и Judicial Watch во својата анализа на ситуацијата во Македонија, каде што заклучува дека Джес Бейли, изборот на Обама за амбасадор во Македонија, работел за сцената со Сорос за да внесе одредени пари во Македонија за да ја смени конзервативната власт која е легално избрана во Македонија и тука продолжува и вели дека новото лидерство на State Department не се движи со доволно голема брзина затоа што демократите ја успоруваат агендата на Трамп. Односно, ги спречуваат луѓето кои ги назначил новиот председател на САД да дојдат до своите позиции на моќ. И тоа е реалната слика која ја гледаме и денес во Соединетите Американски држави. Председателот Доналд Трамп не може да ги пополни позициите кои што се неопходни за нормално функционирање на администрацијата, тие што се останати функционираат самостојно и без никаква контрола. Така да од тие ликови денеска добиваме одредени некакви пораки кои што кај нас пак се злоупотребуваат за манипулирање на македонската јавност и за пренесување на некакви си ставови кои што би требало нели да ги прифатиме како официјални ставови на Соединетите Американски држави, што не е точно. Веста за тужбата Србов привлече големо внимание не само во Македонија, туку и во светските медиуми, телевизијата Fox News објави за ова. Да се надобрзам ова што го спомна Ненад. Имаме сериозен проблем во Република Македонија со контрадикторности кои ни пристигнуваат од Соединетите Американски држави. Вчера излезе
информација со изјава на веде портпаролот на State Департментот кој е Не беше ни именуван. Не беше ни именуван, значи анонимен извор кој вели дека треба во Македонија да се состави влада, дека тие кои обструираат составувањето на владата ќе трпеле, не знам, некакви реперкусии, така натаму и така натаму. За веднаш 2 часа после неговата изјава дискочи веста токму од Judicial Watch дека се покренува истрага на Джес Бели која поддржува политиката на овој анонимен веде портпарол која дава ова, да ја кажеме, нарачана изјава. Истото беше и во Турција со референдумот. Значи, вие имате изјава од истиот веде портпарол кој кажува на прес дека Соединените Американски држави имаат забелешки за референдумот, за неправилности и така натаму, дека Турција прераснува во некаква диктатура. Во исто време од Белата куќа Доналд Трамп крева телефони на Ердоган му честита за референдумот. Значи, можеме да дојдеме до заклучок дека тоа што ни го пласираат нас проопозицијските медиуми во Република Македонија преку некои нивни канали за една обична изјава од анонимни извори, воопшто не се ставови на официјален Вашингтон, на сегашната нова администрација. И за жал, спориот трансфер на власта се рефлектира не само вака во Македонија, туку во сите земји, бидејќи Соединените Американски држави се инволвирани во сите земји во светот. И сите земји го имаат овој проблем. Имаме какафонија. Едни велат едново, од старата администрација, други велат друго. Батем цела што име дипломатска служба на Соединените Американски држави, најголемиот дел се спротивстави воопшто на избирањето на Доналд Трамп како нов претседател на САД. И ние можеме да видиме дека еден огромен број од тие дипломати кои биле поставени од Обама директно имаат против човекот лично како претседател. Па зарем очекуваме дека тие ќе веднаш ќе земат и ќе спроведуваат неговата политика како официјална политика на Вашингтон? Не, туку тие решија да одат контра неговата политика. И додека не се расчисти во Вашингтон, ке нас ќе се рефлектира со вакви изјави кои се за дневна политика претежно. Впрочем, и тоа е стратегија на сороци на таа администрација што е веќе што треба да биде замината, што е можно повеќе да обструира работата на Трамп и на неговата администрација, што е можно повеќе проблеми да му создава во работата и што е можно подолго да трае оваа хаотична ситуација на сите места во светот. Но истото се случува и со Европската унија, се извинувам. Ние имаме изјави од Коцијанчич, кои точно знаеме кои новинари ги нарачуваат, кои кажуваат ставови од Европската унија за составување на нова влада во Република Македонија, кои Европската унија веќе ги има кажано. И Коцијанчич нема потреба да излегува и повторно да ги кажува тие ставови. И точно сите знаеме како се нарачани тие изјави. И треба да се добие некаква слика на дипломатска офанзива во Македонија, која треба да послужи кај албанците да го булдожер демократија, булдожер, така наречена булдожер дипломатија, која треба да предизвика реакција кај албанците као да убрзаме, видите што се случува и да се кренат албанци во Република. Значи тоа е точно осмислено. Доаѓањето на Карл Билд, кој дојде како обичен турист во Република Македонија. Човекот не дојде во никакво политичко својство. Како представник на невладина организација, тоа беше информацијата од Министерството за надворешни. Тоа вие како сега јас и Ненад, представници на невладина организација, одиме во Берлин да бараме со Меркел да се сретнеме. Ако одбие Меркел да се сретне со нас, што треба ние да искочиме да кажеме нешто, мислам, тоа е нивото. Едноставно човекот дојде како турист и така си беше. Очигледно сватија дека нивните ликови се веќе провалени кај македонската јавност, дека сите сме свесни кои се тие ликови кои што нас не ги праќаат тука како некакви меѓународни фактори и сега се обидуваат да ги заскријат нивните изјави зад Европска унија, зад Брисел, зад State Department, зад Соединените Американски држави. Значи избегнуваат да ги именуваат по име која кажува таа изјава, затоа што кога ќе се каже дека изјавата е од Федерика Могерини, знаеме која е Федерика Могерини, кога ќе каже дека дошол Карл Билд, знаеме кој е Карл Билд, знаеме кој е Джес Бейли, знаеме кој е Хојти, знаеме кој е Марк Тонер и така натака, така да веќе не проаѓа, само лемуваат револтот кај народот и провоцираат што повеќе луѓе да излезат на улици. Ефект никаков нема. Така. Соговорници подсетување се Никола Србов, политички аналитичар, и Ненад Мирчевски, главен и одговорен уредник на Република Мирчевски. Ајде со вас ќе почнеме. 53-ти ден граѓаните на улиците, гледаме што се случува и внатре во собранието. Пратениците од ВМРО ДПМН бараат секојдневно од нивните колеги да одговорат што договориле Заев и Ахмети и бараат да кажат јасно дека ја отфрлаат тиранската платформа, идентично барање и граѓаните.
до кога граѓаните ќе протестираат на улиците и ќе ја постигнат ли нивната крајна цел да ќе се отфрли ли тиранската платформа? Па очигледно 53 дена не се доволни да се премисли Зоран Заев и да ја отфрли тиранската платформа. Дали ќе го направи тоа и кога ќе го направи тоа, не знам, но знам дека народот нема да се откаже, ќе биде упорен и ќе оди до крај. До крај значи дека ќе ја брани државата по секоја цена, односно ќе обстои на барањето да се повлече од тиранската платформа Зоран Заев. Како ќе се одвиваат работите понатака, навистина не можам да предпоставам. Искрено се надевам дека нема да подлегне на повиците кои деновиве ги слушаме од одредени проопозицијски интелектуалци, аналитичари кои го повикуваат надвор од оние уставни процедури да формира влада. Тоа би било катастрофа. Државата би била вовлечена во еден сериозен конфликт. Единствен излез, според мене, е Заев да одлучи дали ќе се соочи со народот на избори или на улица. Трето решение нема. Србов, вашите очекувања? Убаво го начина не на тоа со експертиве проопозицијски што повикуваат. Доколку се случи такво нешто, се погласно го повикуваат и го наговараат, така да се изразам, Заев да свика седница во паркот Жена Борец или во Александар Палас или на некое друго место. И тоа да биде надвор од собраниските процедури. Да, надвор од собраниските процедури и на тој начин да се конституира владино мнозинство. Значи не само што се крши уставот на тој начин, туку се создава еден парапарламент. Паралелна институција ќе добиеме на највисока институција, тоа е парламентот на Република Македонија. Кога добиваме паралелна институција на највисоката институција, ние добиваме парадржава. Или како што кажуваше Фрчковски уште пред една година, тој зборуваше за две Македонии, една нивна, една наша Македонија. Тоа е веќе де факто федерализација. Имаме два парламенти. И сега во тој едниот нивник кој си го замислиле ќе бидат албанските партии, вклучително и Социјалдемократскиот сојуз која веќе не се препознава како македонска партија, бидејќи нели така ни беа нас поделени партиите, и во другиот парламент, условно да кажем, била ВМРО ДПМН, македонскава партија. Тоа е веќе поделба на државата. Имаме две институции. И да се, значи, Заев сега и да се откаже од платформата. Нека не мисли никој во јавноста дека кризата ќе помине вака во Република Македонија. Ние имаме и друг проблем, што партијата која победи на изборите... Па ако се откаже од платформата, тогаш нема ни да се формира влада, бидејќи позициите на албанските... Гледате што е поентата. Ние сите го заборавивме моментот дека ВМРО ДПМН е победник на изборите. И се зафативме со платформата. И токму поради тоа што ВМРО ДПМН за доброто на државата понуди да ги даде своите пратеници со цел Заев да формира влада, само да се откаже од платформата. Но сите заборавиме дека во Македонија не му се пружа шанса на победникот да направи влада. Бидејќи беше уценет од еден постизборен документ. Платформата првенствено е измама. Бидејќи има и гласачи на Социјалдемократскиот сојуз, тоа веќе го имаме изборувано, кои гласале за каква таква програма на Заев за 30.000 денари плата или не знам неплаќање на радиодифузна такса, а постизбори им се вади друга програма, тоа е тиранската платформа која предвидува целосно обезличување на нивната држава. И тие луѓе се противат на таа платформа, не гласале за таа платформа. Од друга страна, истиот тој документ представува уцена за создавање на идна влада. Било тоа со ВМРО ДПМН или со СДСМ. ВМРО ДПМН веднаш отфрли платформата, Социјалдемократскиот сојуз начело со Заев решија да ја прифатат платформата со две раце. Се прифатија таа платформа и го преточија во така наречена програма на новата влада, за која тврдат дека нема ништо од платформата, но можеме да видиме многу сегменти, речиси целата како е вплеткана во тие точки од таа така наречена програма на новата влада. И токму ради тоа гледаме ние секој ден по 100.000 народ на улица, кој повикува Заев да ја отфрли платформата, но и повикува да се оди на предвремени парламентарни избори. Ваква криза во една држава, толку длабока криза како што имаме во Република Македонија, ваква криза сме немали историски да не се навраќаме ли од создавањето на Македонија како држава одасном, ваква толку длабока криза ние не сме имале. Ваква криза се решава едноставно
на избори. Или како што кажа Ненад, на улица или на избори. На улица никој не посакува, бидејќи улица и народот го асоцира на насилство, никој не сака насилство. Затоа ваква криза се решава на избори. Да се искочи на избори, Заев, бидејќи гледа позитивно на платформата, ја припаќа платформата, да ја стави во предизборната програма. ВМРО ДПМН, претпоставувам, ќе си остават манифестот, документ кој нуди држава за сите граѓани на Македонија и унитарна држава во која сите ќе бидеме еднакви и народот, граѓаните на Република Македонија ќе си гласаат дали сакаат унитарна држава или сакаат федерална држава. Како ќе одлучат тие на изборите, тоа право веќе никој не може да им го одземе и таа влада никој ќе не може да спречи да се формира. Не се сомневам дека Заев не е спремен да го направи тоа, да излезе на улица и насилно да формира влада надвор од собраниските процедури, меѓутоа мислам дека лидерите на албанските партии два пати ќе размислат дали ќе се одлучат на таков чекор, бидејќи таков преседан може да повлече понатака повторување на овој преседан и во соседните земји. Например, опозицијата во Албанија може да го следи тој чекор, па по јунските избори, каде што веќе најавија дека ќе ги бойкотираат, може да преминат на истото сценарио и да направат истата ситуација. Уште полошо би било кога Србите на Косово би постигнале по такво сценарио, така да тоа би било хаос на Балканот многу несериозно и многу опасно, значи не е опасно само Македонија, туку и целиот Балкан. Така да мислам дека тоа воопшто не е во интерес на албанците да се запали регионот. За Заев, пак повторно ќе кажам, од него очекувам се, бидејќи тој нема што да изгуби, тој е подготвен да иде до крај и да ги повлече сите со него. Верувам дека ќе направи да ги повлече сите со него, затоа што нема што да изгуби веќе. Едноставно должи. Но доколку се случи тоа сценарио, сепак надвор од институциите и надвор од сите процедури да се формира влада, да се избере председател на собрание, со оглед на тоа што ги имаме и граѓаните на улица, може ли ситуацијата да ескалира и до кое ниво би ескалирала? Секако може, ако институциите не реагираат како што треба да реагираат. Формирање институции надвор од собраниските процедури е противуставно и тука треба да реагираат институциите на државата. Ако тие не можат да одговорат соодветно на нивната должност, тогаш имаме народ кој што ќе ги превземе работите во свој раце и ќе ја реши работата. Не знам некој ако се надева дека поинаку ќе помине работата, се лаже. Затоа што народот сигурно нема да се замине дома и да рече ворете сега бидна што бидна и ајде да се помириме со ситуацијата. Таква игра нека не сметат на таква игра. Мирчевски Србов, останувате во студиото. Ние ги гледаме настаните кои го одбележаат денешниот ден, па продолжуваме со информациите и со коментар за темата тужбата до УСАИД и Америчката амбасада. Останете тука. Бура од реакции предизвика изјавите на Тачи и на Рама. Го слушнавме ставот на Европската Унија, но при тоа нема осуда. Ќе ги осуди или Брисел ваквите најави и изјави? Ако судиме по тоа што го гледавме во минатото, ќе ги премолчат и овие изјави. Очигледно, албанските лидери се миленици на Западот и може да си дозволат што сакаат да зборуваат и колку сакаат да се закануваат и нема да видиме никаква осуда и никаква реакција од таа страна. Значи, од овие изјави што ги гледаме од Тирана и од Приштина, можеме да заклучиме дека станува збор за синхронизирани изјави, кои што не случајно доаѓаат во овој период. Очигледно, некој сака да го запали Балканот или да предизвика некои поголеми тензии од пошироки размери. Зошто и од кои причини можеме да бараме повеќе фактори кои влијаат на тоа. Меѓутоа, неминовен е заклучокот дека повторно ќе се вратиме кај нас тука, дека Зоран Заев е тој што ги разбуди духовите на минатото со неговата неодговорна политика во последниве 3 години. Вратете се само 3 години претходно. Дали некој можеше да се осмели да зборува за голема Албанија, за обединување на албански територии, или пак да зборува
дека е потребно проширување на Охридскиот рамковен договор. Значи, тој политичар во истиот момент ќе се простеше со политичката кариера и ќе не идеше на жестоки реакции од сите релевантни меѓународни страни. Зачудува, неверојатно зачудува леснотијата со која ги премолчуваат овие изјави, особено на овие дипломати кои што се тука кај нас, пред се на американскиот амбасадор Джес Бели, кој што е представник на држава која што е гарант на Охридскиот рамковен договор. Во последното негово интервју вели дека немал став за тиранската платформа. Ако човек која представува неговата држава која е гарант на Охридскиот рамковен договор нема став за платформа која директно го урива Охридскиот рамковен договор, тогаш која е неговата функција тука? Да коментира за работата на судовите или да одредува датум за избори? Не, тоа не е негова работа. Знаете, значи имаме Еди Рама, Хашим Тачи, кои си даваат, еден ќе даде изјава за обединување, вториот дава, третиот следи Заев. Не албанските партии во Македонија, туку Заев ги поддржува обично. Ќе ви дадам една паралела. Пред Втората светска војна, пред да почне Втората светска војна, се изврши Аншулц, тоа е припојување на Германија со Австрија. По тоа припојување официјално започна Втората светска војна, кога се состави Косово како држава. Беше донесена одредба со која се забранува во иднина било какво припојување на Косово со Албанија. Доколку се прекрши оваа одредба и доколку тоа Европа го премолчи, не само што ќе се може да започне регионален конфликт на Балканот, кој во најголем процент од низ историјата преминува во европски конфликт, туку истото може утре кој ќе спречи Германија, која одредбите од по Втората светска војна уште се на сила дека не смее да се припојува Австрија да ја припојува кон својата територија, кој ќе спречи Германија утре да ја припоји Австрија повторно кон својата територија, како што тоа го направи пред Втората светска војна. Значи ова се големи прашања, ова се големи игри, иако на нас тука на некои им изгледаат мали и смешни, но тие прашања водат кон големи отворени конфликти. И додека доколку Европска унија го премолчи ова со Косово и со Албанија, си отвара врата тоа да се случи во срцето на незината унија. Како што кажа Ненад, некој се обидува да го запали регионот. Ние имавме шарена револуција во Македонија, имаме во Србија, имаме во Унгарија. Претпоставувам дека ќе има такви обиди да се направат сега и во Турција. И тие 4 држави всушност тоа е бегалската или мигрантската рута низ која поминуваат мигрантите од Блискиот исток. Значи, вие на 4 држави кои ќе ги дестабилизирате, ако им истурите неколку милиони мигранти во еден момент, тогаш многу полесно ќе ја извршите операцијата тие мигранти да завршат на крајната цел во Западна Европа или дел од нив да останат како што се бара во овие држави. Се гледа ли крајот на оваа политичка криза брзо или споро ќе оди ова? За брзо тешко дека ќе видиме некоја разрешница, да се надеваме дека барем дека ќе биде мирно и дека ќе надвладае разумот кај политичарите, нема да посегнат по некои сценарија кои што би можеле да предизвикаат големи последици и за државата и за народот кој живее тука. Србов, твоите очекувања? Кризата и дури пред изборите кога анализиравме за тоа, велевме дека кризата нема да заврши преку ноќ. Сега уште повеќе од една во друга влеговме тоа подлабока. влегуваме од една во уште подлабока криза. Значи го гледаме концептот дека на овој начин кој да сега, знаете, и ВМРО ДПМН утре да земе да направи влада, кризата нема да заврши. Повторно таа влада ќе оди да речеме до една точка и повторно ќе мора да има парламентарни избори пред време. Кризата не зависи од договорот на партиите кај нас тука, малку е поширок проблемот на глобално ниво, кога ќе се договорат, кои ќе ги испеглаат односите и кои ќе се договорат Русија со Америка и кога Да, таа е више поголемо прашање, но да, меѓутоа тоа е факт, се делат сферите на интерес помеѓу големите светските сили тука на Балканот, така да можеме и во тој контекст да гледаме целата криза во Република Македонија.